Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Почитувани слушатели, добар ден од студиото на Радио Слободна Македонија. Ке ми дозволите денес, на овој празничен ден, да бидам дел од вас или дел од можеби вашиот семеен ручек. Желбата да се направи нашата храна, да трае подолго и притоа да ја задржи свежината, не е новина во општеството или новина во цивилизацијата. Потребно е сепак на нас да се вратиме во библиските времења и да ја видиме историјата на безбедноста на храна или да чуеме за приказната која ги премостува сите цивилизации заедно. Пред многу години поголемиот дел од животот бил потрошен за собирање, лов, наоѓање или подготовка на храна, се со цел да се задржи подолг период, да биде трајна и безбедна за консумација. Сигурна сум дека и Адам и Ева сватиле дека плодот од дрво е многу повкусен доколку се набере и веднаш се јаде, отколку да е паднат на земја неколку недели па да мириса и да изгледа страшно. Историјата за чување на храна се дели во две неформални епохи, а како пресвртница е ладењето на храна. Или имаме ера пред ладење на храна и ера на ладење на храна. Луѓето од старите времења и култури имаат признаено дека лошата храна може да те направи болен. Дури и Конфуције во 500-та година пред нашата ера предупредил да не се јаде кисел ориз. Овие практични совети од еден духовен лидер илустрирале колку е важно храната да е здрава и безбедна. Старите египјани пак биле првите кои се заслужни да се развијат силоси или резервоари се со цел да се одржи житото собрано од полињата. Складирањето на жито во силосите, ако се чува на ладно и суво, постои можност да трае подолго во следните месеци и да ни послужи за следниот род. Додека пак во Стариот Рим е прво признаено општество каде што луѓето се фокусирани на свежината на овошјето и друг вид на храна. Богатите римјани честопати имаат свежа храна на својата трпеза, а и свежа храна кај готвачите кои што го подготвувале нивното јадење. Но не се прашувате дали мајсторите колку енергија вложиле и робовите кога станувало збор за храна. Римјаните биле познати и по солењето на храна, се со цел да храната се зачува и се овозможи подолг рок на траење, како што е процесот на солење суши. Една од работите што сега ги знаеме е дека повеќето бактерии бараат влага. Во прилог на солењето и други методи на сушење се обезбедува средина каде што бројот на бактерии умира. Луѓето веќе долго време признаваат дека чувањето на некои храни, ако е ладно, може да ги направи да трае подолго. Некои луѓе дури месото или рибата ги ставале во поток или водопад, се со цел да се одржат свежи. Други пак снегот и мразот го користеле како природни средства за ладење. Притоа, рибата ќе морало да ја солат во текот на летото, а во зимно време ја чувале во мраз. Но и нашите прабаби имале визби во кои што ги чувале не само овошјата кои што ги сушеле и зеленчукот, чувале джемови, желеа, кисели краставички и солено месо.
Но во раните 1800 години Наполеон Бонапарта, еден амбициозен за територија и моќ, дури понудил награда за секој оној кој може да дознае како да ја задржи храната подолго време, а при тоа таа да не се расипе, додека неговите војници патувале и војувале против другите европски земји. Решението го нашол Никола Аперт, кој што ја ставил храната во тегли со капаци и ја оставил храната да се вари. Тоа било и првата верзија на конзервирање на храна, иако Аперт не можел да свати дека она што го прави е убиство на сите бактерии кои што можат да се најдат во храната. Но до 1600 година научниците се уште ги немало изолирано бактериите како извор на болест и не знаеле што ги прави луѓето болни. Пред појавата на микроскоп, многу научници верувале дека живите суштества би можеле да произлезат спонтано од нежива материја. Во 1668 година Франциско Реди, еден италијански лекар, бил меѓу првите кој покажал дека животот не доаѓа од друг живот, дека ларвите кои што летаат не биле создадени од распагање на месото, туку ларвите биле од муви, кои што муви ги полагале своите јајца во месото. Тој направил еден експеримент со ставање на сурово говедско месо во неколку тегли. Дел од теглите ги покрил, а дел од теглите ги оставил отворени и дозволил да летаат муви. Во рок од неколку дена експериментот се покажал успешен. Теглите, кои што не биле покриени, биле многу добар медиум за развој на ларви, од кои што ларви почнале да летаат муви. Но во втората половина на 19 век направени се поголем број на експерименти од страна на Луи Пастер, Фердинанд Јулиј Кон и Август Гартенов, кои што почнале да покажуваат дека, иако луѓето не можат да ги видат, сепак има мали организми во воздухот, во почвата, животните и водата, кои се нарекуваат микроорганизми и кои што можат да предизвикаат болест. А во 1835 година Джеймс Пагет и Ричард Овен го опишале паразитот кај свиња Трихинела спиралис. Во 1860 година Луи Пастер започнал да работи на пастеризација и ферментација, која има направено огромно влијание и на светот на медицината за безбедноста на храната се до денес. Од 1888 година Август Гартнер диагностицирал храна која што предизвикува болест, односно бактеријата Bacillus enteritidis. 57 луѓе кои што јаделе говедско месо од заклана крава се разболеле. Тој студирал на симптомите на сите луѓе кои биле болни и заклучил дека бактериите доаѓаат од проливот на кравата. Ова е еден прозорец кој што, ако го погледнеш, внимателно ќе те однесе назад во историјата. Веројатно, една од најпознатите научници, посветени на епохата, е Барбер, кој се предал себе си на труење со храна и во 1914 година направил намерно расипување на млеко. Тој и негови двајца соработници го пиеле млекото и при тоа ги евидентирале симптомите кои што ги имаат. Тој ги платил неговите соработници за следните денови за боледување. Но во секој случај, од овој дел на историјата започнува и врската помеѓу расипаната храна и болеста, и при тоа врската станува многу
појасна. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Продолжуваме со емисијата Безбедна храна, здрава иднина и овој празничен дел решив да ве запознавам со историскиот развој на безбедност на храна и материјалите кои доаѓаат во контакт со храна. Ладењето на храна го поделивме на една ера пред ладење и една ера на ладење. Имено со промената на општеството од земјоделско во индустријско, навистина во светот се создаде една желба за храната да е безбедно складирана, но од друга страна и да има подолг рок на траење. Првите ладилници биле метални, изолирани кутии, кои биле наредени и исполнети со мраз. Тие биле наполнети со блокови од мраз и се предвидени од страна на понудувачите кои што развиле еден начин за транспорт на мраз од реки и потоци во градовите. Пакувањето на мраз блокови биле навистина еден интересен метод каде што мразот го пренесувале со сено и тоа е еден популарен метод за мраз пред се без притоа сеното да дозволи да тој се стопи. Ова бил навистина еден голем бизнис во 19-тиот век, каде што се развиле голем број на компании кои што правеле чист или незагаден мраз. Се со цел да може храната да се пренесува од село во град или пак на подолга дестинација, а притоа да остане свежа и здрава. Меѓутоа, во 1805 година Оливер Еванс излегол со идеја да фрижидерите ладат со паре, а наместо мраз, но тоа никогаш и не се развива. Сепак Џон Гори, еден лекар, излегол со идеја за лекување на пациенти со респираторни заболувања, ставајќи ги во соба, каде што биле собата направена од вештачки студ. И оваа идеја станала и прва работа за механичко ладење, така што своето време тој го посветува на развој на оваа техника, а понатаму Твининг истакнал дека работата на Гори започнува да експериментира со комерцијални ладилни кои што потоа ќе бидат искористени во фрижидери за преработка на месо. И понатаму и почнале да се прават едни вагони, односно ладилници вагони, кои што служеле за транспорт на храната низ земјата. Со тоа започнува и еден нов стандард во индустријата за преработка на храна, како што е месо и друг вид на храна, за да се разнесува во целата земја. Може ли да се замисли животот без фрижидер? Секако дека не би можело веќе да се замисли времето без фрижидери. Меѓутоа, историјата, ако ја навратиме наназад, вели дека снабдувањето со храна станува еден голем бизнис, како повеќе луѓе се селат во градовите и купуваат храна од пазарите, земјоделците и бакалите, наместо да произведуваат за себе, тие мора да храната која што ја купуваат да ја сочуваат во одредено место во својот дом. Меѓутоа, требало да се размислува и на конзервирањето на храна. Конзервирањето на храна како еден популарен метод започнува многу рано, заради тоа што уште во Шпанско-американската војна се утврдило дека околу 400 војници умреле од расипани конзерви на месо кои што биле доставени до нив. Храната често пати е изложена на разни нечистоти и притоа разни видови на микроорганизми кои што ја направиле небезбедна. Но Рузвелт е прв председател кој што наредил целосна истрага на индустријата за преработка на месо, а притоа е и прв во чие што време е донесен закон за инспекција на месо. Односно во САД првиот закон е донесен уште 1906 година.
додека пак пред Рузвелт, неговиот претходник Линколн, прв го воспоставил Министерството за земјоделство и Агенцијата за хемија. Ова било само еден почеток на она што подоцна е направено, односно се отворени новите институции за безбедност на храна и лекови. Но, освен историјата за чувањето и складирањето на храна како храна, треба секако да ја видиме и историјата за материјалите кои што доаѓаат во контакт со храна или материјалите за пакување. Или индустријата за пакување е една древна индустрија која што постои уште од раните денови на човекот. Се со цел да може лесно да се транспортира, складира и да се користи храната. Прво, ловците и собирачите на вистина дел од својот живот најмногу го употребувале во подготовка и пронаоѓање на храна. Раните луѓе биле номади, ловци и собирале храна. Но константното движење и преместување на овие луѓе ги принудило да направат уреди за носење на храна, алатки и други скапоценности. Има многу шпекулации за тоа во однос на пакувањето на храна, меѓутоа во однос на материјалите кои што се користат за пакување, меѓу прво се спомнуваат лисјата. И тоа големи листови од различни дрва или растенија кои се користат се со цел да го заштитат производот со пакување. Како што се користела листот од винова лоза. Понатаму можело да се користи и тиква, јадчесто овошје. За раните цивилизации постојат добри документирани информации за употребата на ореви и лејки за чување и транспорт на различни видови стоки. Меѓутоа, номадскиот народ пак верува во секој дел од некое животно и при тоа голем дел од овие номади кожата од животните или пак дрвјата ги издлабиле и ги користеле за да направат еден уред за да ја чуваат храната. При тоа издлабените парчиња дрвја ги покривале со лисја или ги покривале со животинска кожа. Сите овие опции можеби во еден дел се шпекулации, но сепак се првиот материјал кој се користел за пакување на храна од страна на првите луѓе. Но понатаму, кога човекот почнува да припитомува животни, припитомува и растенија, понатаму се зголемува и потребата за поголемо складирање и транспорт на храна, како и продавањето на храна од селата во градовите. И многу од овие достигнувања се прелеваат и во технологијата на пакување. При тоа материјалите кои што се користат зависат од географската сцена на секое село. Некои користеле ткаенини, вреќи и кошници направени од различни растенија во зависност од географската положба на селото. Некои користеле дрвени кутии и сандаци се со цел да ја чуваат или да ја превезуваат стоката. Но понатаму се обликували различни контейнери и уреди за складирање на суви стоки и течности. Како поминува времето, индустријата се повеќе се развива. Подемот на градовите доведуваат до размена на стоки, меѓутоа и нови иновации. При тоа се појавува стаклото како еден специфичен производ кој помага однапред квалитетот на животот да биде подобар. После пауза повторно се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија и продолжуваме со материјалите кои се користат за пакување на храна.
Што сакаш за нова година? Може би нов автомобил, пари или кариера? За овие материјални желби обидете, но здравјето, љубовта, пријателството е она што јас вистински ти го посакувам. Твојот пријател, Радио Слободна Македонија. И то е сам, и то е сам, ветер ми шепоти, комачи се, го боли се, му доаѓа да заплаче и нему како мене. И то е сам, и то е сам, звезда ми кажува, го следи се, што рековме, му доаѓа да полуди и нему како мене, да застане сред улица и до небо да викне. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. О, добро, уби ме, но не оставај ме. И то е сам, и то е сам, звезда ми кажува, го следи се, што рековме, му доаѓа да полуди и нему како мене, да застане сред улица и до небо да викне. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. По-добро уби ме, но не оставај ме. Да застане сред улица и до небо да викне. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. По-добро уби ме, но не оставај ме. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. По-добро уби ме, но не оставај ме. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Освен храната, за која што навистина има што да се зборува, сепак треба да се земат во предвид и материјалите и предметите кои доаѓаат во допир со храната. Храната доаѓа во допир со многу материјали и предмети во тек на производството, обработка, складирање, припрема, сервирање, па и пред крајната консумација. Сите овие предмети и материјали се секако подложни на законски одредби и секако дека мора да бидат доволно инертни, се со цел нивните состојки да не делуваат негативно на здравјето на потрошувачот, а од друга страна да не делуваат на квалитетот и безбедноста на храната. Европската Унија е навистина развиена до тој степен да
не може ниту еден сегмент да биде надвор од видикот кога станува збор за прописите и контролата врз материјалите кои доаѓаат во контакт со храната. При тоа прописите кои што ги донесува Европската Унија се применуваат на сите материјали и предмети кои што доаѓаат во контакт со храната и при тоа се поделени на општи и посебни материјали. Инаку, во уредбите се вели дека материјалите не смеат да ги пренесуваат своите состојки во храната во онаа количина која што е штетна за здравјето на луѓето. Не смеат да го сменат или променат составот, вкусот и мирисот на храната на еден неприфатлив начин за потрошувачот. При тоа, постојат и едни активни и интелигентни материјали кои по својата природа не се инертни, но од друга страна подлегнуваат на многу појаки контроли. Понатаму, треба да се спроведат додатни мерки за контрола, например, на пластиката, која представува наша денешница. Постапките за спроведување на процена за сигурност на стварите кои се користат во производство на материјали и предмети кои доаѓаат во контакт со храна се исто така дел од Европската агенција за безбедност на храна. Прописите за означување, за употреба на апаратите како што се за кафе, на шишињата за вино или на лажиците и тенџерињата, исто така се многу важни во секојдневниот живот. Понатаму, сето она што доаѓа во контакт за храна треба да има и простори кои што се складни за производство и за информираност на потрошувачите за клучните фази на производство. Потребен е еден документиран процес или состав за да се осигура квалитетот и составот на сето она кое што го користиме за храната, односно за сел оној прибор и материјал кој доаѓа во допир со храната. Пластичните материјали и предмети кои доаѓаат во допир со храната се дозволени во производството во Европската Унија. Но сепак треба да се под строги контроли, бидејќи се составени од честици, материјали или сегменти кои што мигрираат во храната и со нивното мигрирање можат да направат една концентрација која што е надминува максималната количина и при тоа да влезе во храната, а преку храната да се ресорбира од страна на организмот на човекот и да доведе до несакани ефекти. Кога не постојат посебни прописи во Европската Унија, државите членки можат да направат и национални прописи. Национални прописи има и Република Македонија и верувајте дека пред неколку години се воведе една нова процедура или постапка, односно се спроведува контрола на сите оние материјали кои доаѓаат во контакт со храната и целиот оној прибор кој што е во контакт со храната, а при тоа се користи за подготвување, складирање или за консумација на храна. Сите оние кои што увезуваат мора претходно да обезбедат соодветна документација, мора да поднесат барање за одобрување или мислење до Агенцијата за храна и ветеринарство и само со позитивно мислење
или одобрување може да внесат материјали кои можат да дојдат во контакт со храна или пак прибор кој што се користи за исхрана, за складирање или за готвење. Тоа е правило кое што го наметна Република Македонија, но секако во од со Европската Унија. Ова го применуваат и останатите земји членки на Европската Унија, кои на вистина одвојуваат голема сума на пари и посветуваат на контролите пред се лабораториските анализи на материјалите и предметите кои што доаѓаат во контакт со храна. Во Европа се направени и многу научни публикации, меѓутоа научни публикации може да направи и секоја земја членка на Европската Унија. Така, во Европа голем дел од членките направија една научна студија, притоа обработувајќи ги фталатите или едни хемиски состојки кои што се користат како пластификатори или како омекшивачи, чија што цел е да ја направи посвитлива или поеластична пластиката. Нивната присутност е откриена и во прехрамбените производи, односно фталатите од пластиката мигрираат во прехрамбените производи и во текот на последните 10 години се во фокусот на светската јавност поради можните штетни последици како на околината, така и на човечкото здравје. Односно, имаат токсичен ефект на етрата или црниот дроб, на бубрезите, на репродуктивниот систем, но можат да делуваат и на ендокриниот систем. Го оштетуваат и респираторниот состав. Навистина многу негативни дејства и после кратката пауза ќе продолжиме со фталатите како еден составен дел во материјалите кои се направени од пластика, а секојдневно се во допир со храната што ние ја консумираме. На храна здрава иднина. Со Светлана Коларич. Продолжуваме празничен ден со едукативната емисија Безбедна храна, здрава иднина. На сите слушатели ви посакувам среќни божични и новогодишни празници и мојата фамилија која што денес е на празничната трпеза и ме очекува за ручек. Секако дека не во прашање е секогаш и безбедноста на храна. Навистина во последните години постојано е и акцентиран материјалите и кои што доаѓаат во контакт со храна. Ќе спомнувам за фталати или пак едни органски споеви кои што се користат како пластификатори или кои се користат за подобра еластичност на различните врсти на пластика кои што се користат за складирање, односно за пакување на храна. Повеќе од 100 години се користат во голем број различни производи, односно разни амбалажни материјали, лекови, козметички производи, парфеми, материјали за градба, бои, лепила, дечки играчки и медицинска опрема. Сите овие се направени од поливинили или пак ПВЦ. И секоја година околу милиони тони фталати се произведуваат во Западна Европа во вид на различни хемиски форми. Меѓутоа, можат лесно да се отпуштат во околината или во храната со миграција, со при перење, при чистење, при оштетување и притоа ја може да ја контаминираат надворешната околина, но го контаминираат и целиот прехранбен ланец. Во денешно време спаѓаат во се поприсутни контаминенти на
околината, а како резултат на тоа и општата популација широко и континуирано е изложена на фталати, но и на нивното негативно дејство. Во текот на последните 10 години се во фокусот на светската јавност поради можните штетни причинители како на околината, така и на човечкото здравје, и повторно ќе спомнам дека имаат голем токсичен ефект на црниот дроб, бубрезите и репродуктивниот состав, но исто така можат да делуваат и на ендокриниот систем. Предизвикувачи се и на астма, но и на ринитис, а исто така и штетно делуваат на кожата. Ова е веќе и научно докажано. Луѓето се најизложени по пат на храна, но исто така и со вдишување на прашина од воздухот. Во последните 30 години многобројни студии се бавеле со темата и присутност на фталати во храна, како и на материјалите кои што доаѓаат во контакт со храна. На подрачјето на Европската Унија, односно главна улога имаше Европската агенција за безбедност на храна, која што направи една студија и процена на ризик и воспостави максимални вредности за неколку видови на фталати. А Светската здравствена организација пак исто така направи процена на ризик за еден вид диетил фталат и за него направи максимално дозволени граници. Но исто така и во Република Хрватска има направено едно истражување за присутност на фталати во храна од помал обем, но сепак многу значајно за балканските простори. Иако се нарекуваат фталатите како естри на една фтална киселина, сепак тие имаат големо негативно дејство и потрошувачите често ги заменуваат со различни други хемиски формули. За ова искрено како слушатели можеби и не е нели важно, но сепак начин на живот е тешко да го замислиме без да користиме производи од пластика кои го пратат човекот во телкот на целиот негов животен век, почнувајќи се од раѓање. Уште од 1862 година, кога започна производството на пластични маси, самата технологија на вистина се променува постојано и денес во процесот на производство на пластика за добивање на подобри својства се додаваат и различни средства или пак еве ги пластификатори, како што се фталатите или стабилизатори или разни видови на пигменти, но сето тоа укажува дека сите тие се сепак имаат негативен ефект понатаму во храната. Сепак станува збор за индустријски хемикалии, кои што можат да се пронајдат во различни облици во предметите за општа употреба и можат да се користат како во додатоци во секој вид на пластика, додатоци во лаковите за коса, лубрикантите и делот во пластичните производи дури може да изнесува и 45% во однос на вкупната тежина. Едно од битните својства што ја одредува и нивната примена е молекулската маса, и тие имаат многу ниска молекулска маса и заради тоа најмногу се применуваат во козметичката и во фармацевската индустрија, меѓутоа се користат и како средство за фиксација на мириси или пак носачи во производството на ароми. Треба да се спомнат дека највеќе се применуваат за стабилизација и за разредување на органски пероксиди кај транспорт и складирање.
Оваа индустријска хиперпродукција доведува до едно значајно оптеретување на животната околина со фталатите и некаде околу 1,8% од нивното вкупно годишно производство. Во сите полиња имаме пораст на употреба на пластичната амбалажа, како и расте делот на пластика но и самиот отпад. Пластичниот крут отпад, односно, представува и голем проблем. Не само проблем за загадување на околината, туку и проблем за човековото здравје. Започнавме во еден сегмент да користиме хартиени кеси за купување на прехранбени производи, но гледам дека свеста се уште не ни е на високо ниво и понатаму одиме и тежнееме кон пластичната амбалажа, пластичните вреки, пластичните кеси. Навистина има уште што да се зборува, но тука е и крајот на денешната емисија. Ќе продолжиме со истата тема и следната недела во периодот од 14 до 15 часот. Ќе ми дозволите уште еднаш да ви ги честитам празниците, да ви посакам многу здравје, среќа и благодет во домот и вашето семејство. Трговско радио дифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Јас сум Светлана Коларич. Денеска е 3 јануари 2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Поздрав, почитувани слушатели. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич.